Здраво, драги наши! Ова е уште едно издание на Пријатели, емисијата за милевничиња. Сите ние бараме некој кој што ќе не сака, ќе не почитува и нема да ни мисли воопшто зло. Па совет за сите оние кои што мислат дека такво нешто не постои е да си вдомите милениче, а сите оние кои што веќе имате, сигурно ги имате почувствувано тоа чувство. Ајде да ги погледнеме денешните содржини. Во моментот се наоѓаме во домот на Зоран и ќе зборуваме за повеќе видови на папагаи. Здраво, Зоран. Здраво. Добре дојдовте во мојот дом. За почеток би те запрашала што се чуваш во твојата одгледувачница. Вака, во мојата одгледувачница чувам повеќе видови на птици. Имам канаринци, бастарди, нешто диви птици, така помала количина. И од папагали имам нимфи, неколку парови на нимфи, 2-3 пара на розели, еден Александар, пенанти еден пар, тигрици повеќе парови, козици и певајучи 2 пара. Ајде да ги запознаеме луѓето за карактерот на розелата. Розелата како птица е темпераментна птица и малце жива е во кафеза, значи не е некоја птица да дреми така да... Таа е пожива птица од другите, потемпераментна, значи испушта некои гласови, не е некоја мирна птица да кажам да седи на на едно место, значи таа сака да жива птица со еден збор да кажам. За разлика од другите папагаи, таа е малце пожива птица и потемпераментна во кафез. Со кои карактерни особини се одликува Александарот? Александаро како птица е многу мила и е една од пожелните птици, најпаметните птици што сака секој одгледувач да има својата одгледувачница. Тие потекнува од Индија и името е добиено по Александар Велики. Значи тој почнал да ги извезува прв птиците тие, да ги носи во Европа и ги има во повеќе мутации. Основна боја му е зелената, во природа што се најдува. Другите мутации се плава боја има, бела, жолта и така, основната му е зелена боја. Големината на Александар, мал Александар, поточно, е до 40 см возрастна птица. Поло на птиците се разликуваат и полно зрели се за парење, дури после третата година. На машки Александар на врато му се прави огрлица после третата година, а на женката останува иста, како што ќе се изведе од пиле така. Постојат и големи Александри. Големи Александар најчесто се сретнува во зелена боја, со црвени некои апликации на крилата, црвен клун изразит има и големината му е до 58 см возрастна птица достигнува големина. Таа исто така лесно прибитомлива птица и брзо се прилагодува на домашни услови. Обично одгледувачите, кога ќе ги размножиме на пример во домашни услови, во волиери, на пример препорачлива волиера за него е малце поголема да биде, на пример 3 квадрати да биде натре простора кај што ќе движи птицата. И обично се прибитомува брзо, пилето мало, од кој ќе се изведи од јајцето, например на 7-8 ден се зема од мајката и се рани со шприц, со специјална храна за мали птици. И така брзо се прибитомува, значи мисли дека, да кажам попросто, дека ние му сме родител, и ние го храниме. И само како расти, така се приврзува кон тој што го рани, поточно кон гледувача. И брзо се прибитомува, исто се учи да зборува,
и многу добра птица за домашни услови, човеќе. А што ќе ни кажете за однесувањето на нимфата? Нимфата е птица што во природа живе во Австралија, како нашите птици, овие дживџани, домашно врапче што го викаме, така таа живе во Австралија. Многу познат миленик во нашите домови, скоро секој одгледувач ја има и децата за поклон за роден ден му се ја има како миленик дома, како карактери незини се исто така припитомлива брзо птица. Ајде запознајте не со боите и карактеристиките на нимфата. Нимфата исто така има во повеќе различни мутации. Основна боја е сиво-жолта. Сиво-жолта, ја има исто сива боја, албино бела, значи без овие образите што се карактеристични за нимфата. Ја има и на многу темно сива основа. И нимфава карактеристика незина мислам поло тешко се одредува. Значи многу тешко се одредува, значи и на други големи папагали, на други врсти папагали, значи поло се одредува само по ДНК, со ДНК анализа. Се зема Пердув како примерок и се испреча кај нас се не правеле, значи ние такви анализи во Белград. Го испрачаме Пердува и тие по ДНК анализа го одредува поло на птицата. Најчесто за жаковата се прави тоа, за амазонците, за арите и за нимфата од помаливите птици. А например, за разлика од тие папагали, на розелата полесно се одредува затоа што машката птица има поизразити бои, по-впечатливи, поубави бои има од женката. Кога е најдобриот период за парење на птиците? Како најдобар период за парење на сите птици, значи е пролет. Значи како во природа, така и во домашни услови, наречено во заробеништво, птиците најдобро е да се парат во пролетот. И самата пролет со зеленување на дрвата, со топлината на времето, со зголемувањето на дено, носи поубави услови за да се размножува птиците. Тие доваш добива и нагон за парење. Значи сепак најдобро е пролет. Во домашни услови некогаш се пара и ако направиме температура, например, и може и во зима да се пара, меѓутоа препорачливо е пролет. Како треба да се подготви леталната за парењето на птиците и кои се димензиите кои ти ги препорачуваш? За да се спари една птица, добро, без никакви, да кажам, проблеми, да биде се во ред, најдобро е да колку што може во заробеништво да му се доловат природните услови. Например, колку поголема волиера, толку е подобро. Меѓутоа, сите нема услови да направа поголема волиера, да кажем од може 7-8 квадрати, добри димензии за волиера, за размножување на поголеми видови на папагали, например да почнеме од нимфата, розелата, па и мали Александар. Значи 2 квадрати да има површина натре во самиот кафес во волиерата поголема. Значи најмалку 2 квадрати, значи да биде 2 метра на 1 метар. Висина например да биде 1 метар, должина 2 метри или обратно. Значи не е битно 2 квадрати да има простор натре птицата. Дали треба особена грижа за време на бременоста на женката и по колку малечки просечно изведува? Грижа, откако че го одредиме паро, што планираме да го париме, оти во природа тие сами се најдува како парови. Меѓутоа ние сакаме да добиеме некоја птица од некои наши добри примероци, например добра женка за добар мажјак, и се сакаме да добиеме од нив добро потомство. Ние ги париме птиците, например ги ставаме во волиера и сега например му даваме малце појака храна во почеток. Например кога ги ставиме птиците во март месец во волиерата заедно и сега ги раниме малце со подобра храна. Значи храна што може да ја најде во природа што има. Например му даваме зелено јаболко, му даваме салата зелена, му даваме сета зрнаста храна што може да се најде кај нас, например просо, сончоглед, овес најчесто. Му даваме нигер, нешто што содржи и витамин за да добија нагон за да се пара. Треба се обрни внимание, например, на женка да му се дава исто така и варено јајце, како појака храна со белковини што држи и други таму. Му даваме афион, му даваме маслена репица, јагнено хидрати што содржи и за женката да
Исто така му даваме минерали за да тај да оформи јајце брзо, например. Во природата ќе си најде сама, ние мораме да му ставиме во кафезо. Минерали за да тај да оформи побрзо корупка за јајцето, да не биде мека корупката од јајцето што ќе го оформи во неја. Различен вид на птица, например нимфата, розелата, певајучите папагали, козиците може да се размножува во иста, например, во исто гнездо. Тоа е кутија со димензии, например, 30 сантиметри на 20, 30 на 20, 30 висина, 30 висина и ширина, 20 должина, и внатре му се става струготини, пилевина. Има одредени видови на птици, например Розин Колинсо сака да носи млади гранчина, например од врба му ставаме. Нимфата исто така носи гранки, го користи и гранки, и таа самата си прави гнездо, значи сепак треба да е затворен, темен простор. Му треба интима, му треба, како да речеме, на птиците, да не биде вознемирувани од други птици. Карактеристично за папагаливе е што например нимфата, козицата, тигриците, најмалите видови на папагали, се размножува во јато. Значи не му пречи друго присуство на друг пар папагали. А има, за разлика од нив, розелите се малце по-темпераментни птици, лоши да ги кажем, и например, што значи, во иста волиера не може да се размножува 2-3 пара од тие, како да кажем, територија, брана територија, например на гнездото на одредено место, мажи ако брани територија со другиот мажек, че има едната птица послабата, че ако се во иста волиера може да загине едната птица, значи да се бора за територија, за гнездо и така. За Александар исто така, препорачливо е сам да се размножува, сам во волиерата. За големиот Александар треба поголем простор, препорачливо е поголем простор. Меѓутоа ако немаме, и во помалче се прилагоди и може да се размножува во помал простор. Обично папагалите и сите видови, да ги речем, малите и средните раси од 4 до 7 јајца несат. Инкубацијата му е од прилика 21 ден до 24 дена, зависи на кои видови на птици. Сега поголемите папагали, например амазонец, арата, не са 2 до 3 јајца. Може да изведа само едно пиле до 2 пилина, така. И не се еднаш во година. Другите птици може и 2 до 3 пати да снесе јајца, да направи инкубација. Кога малечките се способни да се одвојат од мајката и да живеат самостојно? Откога ќе се изведат малите пилина, мајката и таткото ги хранат во гнездото. Значи, тогаш исто изхраната треба да биде побогата. Со мека храна, значи јајце. Еве јас, например, лично давам јајце, цеде храна, мека храна, јајчена храна. Ја мешам со тврдо варено јајце, со бисквити мелени, со палента, со царено брашно. И тоа сето го мешам во една целина и му го ставам заедно со зрнастата, значи плюс зрната храна и мека храна, и женката земе, таа го преработува и му го носи на младите во гнездото. Откога ќе се изведа малите пилина, од прилика 10 дена, тие не се облечени, уште се како голи само со мов се обрастени, и како стариот, значи многу брзо растат во гнездото, од прилика на 15 до 20 ден, зависи до како мајката, родителите ги хранат птиците, колку се добро ухранети, значи од 15 до 20 ден тие го напушта гнездото. Меѓутоа, кога ќе го напушта гнездото, уште 10 до 15 дена препорачливо да ги хранат родителите, ако се тие надвор од гнездото излезени. Значи тие сепак не може сами да се хранат, значи затоа што има тврда кора и не може да ги скршат. Дали може да ни кажеш зашто точно служи сипината коска и зашто секој папагал мора да ја има? Сипината коска е наречено варовник. Значи таа му треба на сите птици, затоа што во природа секоја птица и животно на сите, значи животни му треба минерали, варовник. Значи ние му ставаме сипина коска затоа што сепак птицата треба да внеси во организмот варовник за подобро да ја вари храната, исто му треба минерали за самите коски да бидат потврди и пердов. Од птиците знаеме дека се обрастени со пердови. Значи му треба повеќе варовник во исхраната и во организмот нивни. Исто така сипината коска служи и за клуно, значи му се рамни клуно, се случува едниот клун, на долниот или горниот клун, да му порасне повеќе од другиот, а меѓутоа кога има сипина коска во кафезо,
во волиерата, било каде се чува птицата, таја го гризи тоа и со самото гризење клуно се оштри. Значи исто како ноктите на луѓето, например. Исто така тоа расти и се со самото гризење на сипината коска и друг варовник, например, се оштри клуно и се изедначува еден со друг. Покрај семе, семенски мешавини и сончоглед, што друго му е потребно на поголемите папагали во секојдневната исхрана? Покрај зрнастата храна, што е основна храна на сите птици, па и тука и големите папагали, значи овошјето е неминовно. Овошјето, значи јаболко обавезно во кафес на голема птица, например на Александар, на Розела, на Жако, на Амазонец, на Ара исто. Значи и на други видови папагали, јаболкото и најчесто се најдува кај нас, затоа го спомнувам и јаболкото. Значи зелена салата, меѓутоа не му се дава, треба да се испери, да се измие, меѓутоа не му се дава водена, добро е да се испери, да се исуши на 50 минути и после да му се стави во кафеса. Дали треба многу време и финансиски средства за да си има птица во домот? За одгледување на едно папагалче во врска со финансиски средства, значи не треба скоро ич да кажам. Значи едно сокче, една кутија цигари е замена за цел месец исхрана на папагалчето. Значи еден папагал, мала тигрица например, или среден папагал, нимфа, јади од 20 до 30 грама дневно. Значи ако е 1 килограм храна 100 денари, значи со 50 до 60 денари храна ќе се изгледа едно мало папагалче тигрица, како што е најчест миленик во нашите домови. За околу финансите, нешто друго што сакаме да го има, например, во кафезо, за да не му биде издодевно на пилето, му се става, например, некој огледалце, му се става некоја играчка да игра папагалот исто. Што значи дека, кратко кажано, финансиски многу малце за да се одгледува на папагалче. Зоран, ви благодариме за гостувањето во нашата емисија и за крај што ќе им препорачате на нашите гледачи. Ви благодарам што присуствувавте во мојот дом и на сите гледачи им препорачувам да имаат сите по некој миленик, не мора да е папагал во својот дом, затоа што љубовта кон животните на некој начин се враќа. И секој што ги сака животните, таа е на изрека народска, што ги сака животните, ги сака и луѓето. Покрај птиците што ги одгледувам во мојот дом, јас исто така имам и куче, бел ретривер, и тврдам дека стварно милениците ја враќаат љубовта кон човекот. Со нас е Бранко, председател на кинолошкото друштво во Битола, и овој пат со нас е да не запознае нешто повеќе околу кинолошката изложба која се очекува да биде крајот на овој месец март. Здраво, Бранко, и добре дојде во емисијата, пријатели. Добре те најдов, Филе, и благодарам за поканата за да ги известиме нашите сограѓани, а и сите оние кои ќе гледат твојата емисија, значи каде ќе се гледа во нашата држава, да ги известиме дека на 33 или точно како што кажа при крајот на овој месец ќе се одржи 10-та или една мала еден мал јубилеј, 10-та меѓународна ЦАЦИП изложба Битола 2013 година. Оваа година ќе имаме повторно пелагониски кинолошки викенд. Освен тоа што ќе биде изложбата во Битола, ќе има изложби во Прилеп. Па дали очекувате голема посетеност? Па нормално дека очекуваме, значи точно и така го нарековме овој пелагониски викенд, значи два ЦАЦИПа во двата комшиски града, пелагониски, прво во Битола на 33 и 31 во Прилеп, така да, близината и можностите да си освојат луѓето кои ќе дојдат, излагачите кои ќе дојдат на изложбата во Битола и во Прилеп, кој ќе се освои два ЦАЦа, може да си освои, значи, и шампионат на Македонија, што не е мала работа. Она што сите ги интересира е која е процедурата за пријавување на кучињата на оваа изложба. Значи, пријавување не само на ова, туку и на сите изложби, без разлика дали се меѓународни, државни или ревијални, кучината прво треба да си поседуваат родовници, што докажува дека се расни кучина, а потоа треба да бидат здрави во секој поглед. Да не се ќори, да не се глуви, да не се сакати, мислам да не се, и тоа можеме да кажеме и да не се за кучките, тоа посебно важи, значи да не се во период на терање. Тоа е она што е важно, најбитно е, значи, да се здрави и да се имат родовници. И
која е процедурата после тоа? Процедурата за пријавување се знае. Значи се доаѓа, се зема пријава, се доаѓа во нашето друштво или на онлайн пријавите кои се поставени веќе на интернет, се пополнуваат пријавите, се уплаќа и јас еве одма да кажам еден апел до сите оние, значи што ќе се пријавуваат, уплатниците да се ги праќат заедно со пријавите како би можеле одма или благовремено да ги ставаме во каталогот за да не доаѓа до некое недоразбирање, пуштиле пријава, не уплатиле и куќињата нема да му бидат ставени, значи во каталогот, а со самото тоа ќе имат право и на учество на изложбата. Дали може да ни кажете од и до која возраст е пријавувањето на куќињата? На нашите манифестации, значи на скоро сите, поготово на меѓународните цацивите, кои ги одржуваме не само ние и другите кинолошки друштва во Република Македонија и Кинолошкиот сојуз на Македонија, значи имаме пракса да се пријавуваат куќенца од 3 месеци, од 3 месеци старо, значи до ветерани, до над 8 години тамо некаде. Значи сите оние куќиња кои сакат. Само да кажеме, да напомениме дека малечките куќенца од 3 до 6, од 6 до 9 месеци не добиваат она оцена што треба и не се такмичат за титули, туку си добиват описна оцена и тука судијата може да му каже како куќето се развива, значи и дали треба нешто да се превземи понатаму или дека е добро. Значи тука постојат перспективно, многу перспективно куќе и со самото тоа, самиот собственик ќе си знае, значи и доволна и социјализацијата на самите куќенца што ги носат, значи се припремат за понатамошните доаѓања на изложби. Дали имате обезбедено награди за куќињата победници на оваа изложба и она што сигурно ги интересира повеќе гледачи е дали може да присуствуваат на оваа изложба иако немаат куќа? Значи секој може да си присуствува, значи сите љубители на куќината без разлика дали ќе излагат или не, а наградите ни се стални, мислам, тоа ни е во пракса, сите изложби наши во Битола поготово биле многу богати со награди, се знае тие. Кои награди се, значи пехарите, храна за сите победници и она што ги носи, да речеме, секоја таква манифестација. Бранко, ти благодарам за гостувањето во нашата емисија и за крај дали може да е напел до нашите гледачи? Јас би апелирал да нема што е можно поголем број, сите битолчани и многу битолчани да излезат, да дојдат, да видат многу раси кои не ги виделе во живо. Сега ќе ги имаме затоа што имаме гости од Русија, од Украина, од Белорусија, од Шведска, од Полска, од Чешка, Бугарија, Грција, од Србија и не знам да не заборам уште некоја земја, значи ќе имаме многу раси, се надевам дека негде околу 60 на раси, и многу од нив, многу луѓе не ги имат видено, па да се дружиме и да видиме нешто ново, нешто што немаме видено и во животот, мислам, и во нашиот град.
Има милиони начини да се радувате и да се забавувате со вашите миленичиња. Вие пронајдете го вашиот начин и имајте насмевка на лицето секој ден. Па и до издание да го завршиме со еден виц. Застанува полицаец млада девојка и вели: Дали знаете дека е забрането да возите куќе на премното седиште? Но тоа е плишено куќе, господине. Абе не ме интересира, расата не е битна. Не знаев. Се гледаме наредната емисија. Чао.